Скандирања, викотници за помош, нервоза и неизвестност не престануваат од утрово на каменот 59. Мажи, жени и деца од Иран, Бангладеш, Пакистан и други земји од Блискиот исток и ноќеска останаа на отворено. Тие и денес очекуваат дека ќе ја поминат македонската граница. Ја обвинуваат македонската власт што тие останале заробени на грчка страна. Не се доволно информирани дека забраната за влез не е на македонска одлука. Прашуваа и утрово која е разликата помеѓу нив и оние мигранти кои ја поминаа границата. We are here for almost 4 days. Since 4 days we are here, and every day they are saying that go to the camp. We are coming here again. We are not. Ние сме речиси 4 дена овде. Секој ден ни кажуваат да се вратиме во кампот. Ние нема да се вратиме во родните земји бидејќи и ние сме луѓе. Во нашите земји има премногу проблеми, терористички напади. Ниту државните, ниту воените институции не се безбедни. Во Пакистан не е безбедно. Ние сакаме слобода. Was attacked by Taliban. Pakistani Air Force base was attacked by Taliban. Pakistani schools were attacked by Taliban. Mosques are not safe. Even we cannot go outside. So we need freedom. We all are Pakistani and we came from Pakistan. We just only want to cross the border. We don't want to stay at Macedonia. Ние сме од Пакистан. Ние само сакаме да ја поминеме границата. Не сакаме да останеме во Македонија. Затоа ве молам да ги отворете границите за да поминеме. Во Пакистан училиштата не се безбедни и има голем број на терористи. Ако имаме комфорен и безбеден живот во Пакистан, зошто би биле овде? Дојдовме овде за наша безбедност и сигурност и затоа молиме да не пуштаат за да одиме во другите држави и дестинации. Any other country to our destination. Од УНХЦР велат дека одбиваат секаква помош, не сакаат ни јадење и вода, а не ги сакаат и кебињата. Александра Краус од оваа хуманитарна организација на македонско тло вели дека е во постојан контакт со колегите од грчка страна, кои информираат дека групата од неколку илјади кои четврти ден се на пругата одбивале да се вратат назад во грчкиот прифатен камп. Ние сме овде од другата страна на границата, соработуваме со нашите колеги од Грција. Бегалците кои се таму во моментов добиваат доколку ни дозволат храна и друг вид на помош, но повеќето од нив не сакаат и не одбиваат. Не сакаат да добијат кебиња, храна, ниту било каква помош од нас додека се овде. Од Центарот за управување со кризи велат дека и денес без никаков проблем на прифатниот камп кај Гевгелија се регистрираат сите бегалци од Сирија, Авганистан и Ирак и им се пружа неопходната помош. Безпрекорно функционираат бањите за сите кои ги користат, пелени и храна за бебињата, хуманитарците им нудат и топли напитоци и супа, како и целокупна здравствена заштита.